Здраво живо и добре дојдовте во Германија со Марина Манче, подкаст за нашите во Германија. Денес се зборувам за тема што не засегнува. Тоа се парите, поточно платата која работодавци исплаќаат на нашата сметка. Конкретно денес ќе зборувам за темата како да побарате зголемување на плата, доколку се разбира не сте задоволни, а тоа верувам ретко некој се дешава дека е задоволен со својата заработка или со својата плата. Во оваа епизода ќе дознаете како со добра стратегија, самодоверба и јасен план можете да си го остварите планот за покачување на вашата плата. Останете со нас, поточно денес повторно со мене, ако сакате да знаете кога е вистинскиот момент да си побарате покачување на платата, како да се подготвите и што никако не треба да кажете кога разговарате на оваа тема. Најнапред, пред да почнам за темата како се разговара за покачување на платата, би сакал да разјаснам два поими кои што често нашите граѓани или да речем па и мои клиенти кои ме прашувале или на кои што сум им помагал во нивните кога сум ми ги доставувале работни да ги договори да ги разгледам, прашањето било: добро, што е разликата измеѓу, на некој пише лон, на некој гехалт. Лон е фактички саатнина. Кога имате договор каде што стои дека имате саатнина или лон, тогаш во тој договор имате стриктно пишано колку ви е работата. Поточно, да речем, имате пишано 163 саата цело работно време и тие 163 саата саатнината вие, да речем, минималецот оваа година да го земеме 12,82. Сега доколку работодавецот со овој договор во месецот изработите 150 саати, тогаш он има право да ви плати само 150 саати. Ако во договорот стои дека се 163 саати. Меѓутоа, привидејќи договорот е така формулиран, со саатнина и со саати, тогаш тоа што ќе го изработите, тоа ќе го добиете. Ова во договорот е кратко формулирано, може и на германски да го кажам: Der Arbeitnehmer erhält einen Stundenlohn von 12,82 €. Тоа е за доколку е во договорот назначено лон. Сега гехалт, или тоа е фактички редовната плата. Гехалтот е една фиксна сума. Сега кога имате еден гехалт, тогаш не може работодавецот да рече: не, чекај сега, ние се договоривме на таа сума, ама вие работеше помалце, сега ќе ви вратам, ќе ви скинам од тоа цело. Тоа тука не е можно. Кај овие гехалтови, да речем, се и фактички тарифните договори, каде што се знае дека тарифата, тоа штуфе толку гехалт зима. Следното штуфе или следната, да речем, група, колку, и тоа е фиксно. Но и кај двете работни договори можете да и треба да си го правите, да речем, само иницијативно, доколку не сте задоволни со висината на вашата плата. А точно за ова, еве сега почнувам да се муабетам или да ви објаснам и кажам. Зошто треба да зборуваш за платата? За да можеш да взимаш повеќе пари. Но многумина од нас се срамат или се плашат да зборуваат за оваа тема со своите работодавци, шефови, претпоставени. Оваа темена за многумина е доста скокотлива и затоа едноставно може да се каже дека кој не прашал и не добил. Иако повеќето од нас посакуваат редовно да имаат зголемување на платата,
Многумина избегнуваат да ја покренат самоинициативно оваа тема и да разговараат со своите претпоставени за ова. Ова најчесто се должи на фактот што висината на платата се доживува како одраз на тоа колку шефот или шефицата или претпоставениот го цени нашиот труд, постигнување или ангажирање. Ова секако има и психолошко влијание и сноси и последици врз нашата мотивација, енергија и интерес да придонесеме повеќе во нашата работа. Значи, колку подобро сме платени, фактички, очекуваме ние работодавците дека вработените ќе се ангажираат повеќе, дека ќе бидат самоиницијативни, но понекогаш и тоа не е како што дешава, затоа целата оваа тема е малце и, како што реков ја пред тоа, е скокотлива. Тоа значи, тоа подразбира дека зголемувањето на платата, гледано на подолг рок, ни дава изберлив поттик на самодоверба и потврда дека она што го правиме и вложуваме е ценето и се исплати и не мотивира да се потрудиме или да се трудиме и понатаму и повеќе. Но треба сите да знаеме дека платата не е табу. Тоа е знак на вреднување. Ако јас не сум добро платен, тоа значи дека фирмата не ме цени. Обратно, доколку сум задоволен со платата, тогаш поставам према фирмата пријатно и добро влијание дека фирмата сепак го цени мојот труд. Тоа значи дека ако работиме добро, тоа треба и да се одрази на нашата плата, поточно на сметката или на префрлената сума на пари на крајот од месецот или на 15-ти, не дека на 15-ти, не дека на крајот на месецот. Сега некои истражувања покажале дека луѓето што бараат зголемување заработуваат значително повеќе на подолг рок, дури и за иста работа. Значи, ова се некои општи работи кои што сакав да ви ги кажам. Сега, секако се поставува прашањето кога е вистинското време. Или кога е најдобро да отворите оваа тема и да го поставите ова прашање. Треба да знаете и да верувате дека од гледна точка на работодавците ниедно време не е добро за оваа тема. Воспротивно, верувам дека кај вработените секогаш би било време и би одговарало секогаш да се зборува на оваа тема. Овие разговори или оваа тема имаат шанса да бидат позитивно разгледани секогаш кога вработените настапуваат со позитивна и успешна аргументација. Посебно кога имате успешно и навремено завршен проект. Толку сте биле во некој проект и сте го воделе тој проект и сега сте го завршили, тогаш можете да решите, очекај сега, ја го завршив проектов, со проектов тоа и тоа се постигнало, сега тај шеф е претпоставен газда, што ти ја знам таму, дали може врз основа на тоа да добијам покачување на платата. Исто така, добар временски или добар период е времето кога, сега не знам во Македонија, меѓутоа во Германија во голем дел од фирмите се прават оние годишни разговори, јас ке шпреше со менаџерите, со, да речем, лидерите, со одговорните, кога во еден разговор се дава ретроспектива или фидбек за тоа како сте работеле не само вие, како сте биле ефективни, не сте биле ефективни, точни, неточни. И на тој разговор, покри, да речем, некои перспективни погледи, кои што работодавецот ги нуди на вработениот, реално е вработениот, доколку е убеден дека заслужува, да го постави прашањето како изгледа да се покачи платата. Исто, добар момент за ова прашање за покачување на платата е доколку сте биле пратени на некој усовршување, на некој бајтабилно она што го викаат во Германија. Значи сте се усовршили и сега придонесувате повеќе со вашето знање, ако ве пратила фирмата. Меѓутоа сега
со тоа што се усовршен, вие веќе имате сосем подруга цена на пазарот на работната рака. И тоа може да биде аргумент вие да побарате покачување на платата. Бидејќи секое усовршување носи зголемена одговорност, повеќе работа, повеќе време треба да вложувате, можеби ќе добиете и повеќе персонал одговорност, бидејќи сте сега сертифициран за некои работи, не? И тоа придонесува како аргумент да го приложите и да речете случај јас сега бев пола година на усовршување, сега сум усовршување, сега ми следува ова и како изгледа работата да добијам подобра плата. Исто така, доколку нешто сте, да речам, веќе докажано успеале во текот на годината да го покачите приходот од вашиот оддел, да ја намалите, да речам, разликата на инвентурата, да бидете поефективни, попродуктивни. Значи, некои мерливи работи кои што сте ги постигнале и тоа може да биде аргумент и факт ваш кој што можете да го употребите за да биде сето тоа вреднувано од страна на работодавецот со тоа што ќе побарате покачување на платата. И секако, најпосле, при промена на работна позиција. Значи, ако преминете од еден во друг оддел, или, што е најнормално, доколку заминете од една фирма во друга фирма. Значи, јас не сум сретнал, или јас кога сум променувал фирмите, јас никогаш не сум се заминувал од фирма со иста плата да поминам во другата фирма. Значи, секогаш барам барем една одредена сума на подобрување на мојата плата. Иначе, ако не побарам покачување на плата, тогаш можам да останем во истата фирма. Сега, доколку не сум задоволен со некои други, да речам, услови и фактори и сите работи, тоа е друга приказка. Меѓутоа, доколку се работи за иста позиција, тогаш заминувам, привидејќи таму ми понудиле повеќе. И тоа треба да биде отворено, дискутирано и во разговорот за покачување за плата. Но она што е најважно и секогаш треба да се применува е тоа никогаш да не одите на разговор на оваа тема без да бидете добро подготвени. Значи, секој разговор треба да биде подкован. Посебно она го знаеме ние, се сретнав јас со шефтот у ходникот и му реков шефе треба да правиме мувет за платата. Или шефе сакам да ми се зголеми платата. Верувајте ми, такви муабети во ходник, во кантина, немаат шанса за позитивен одговор. Едноставно, шефот ќе ви се насмее, може да ви рече да, или на германски ја, ама не е време да ви кажам сега што значи на германски ја, синонимот за ја. Верувам дека многумина го познаваат, но така да сето тоа треба да го испланирате и да не биде тоа што се вика измеѓу врата и прозорче да го правите тој муабет. И треба да верувате дека никој од шефовите не е расположен никогаш. Значи, јас како работодавец ретко сум расположен со некој вработен да работам да зборувам за покачување на плата. Да, таа иницијатива ја очекувам јас од вработениот, да самиот се оцени дека за таа работа што ја работи ќе донесува добро и има право да го дигне прстот и да рече шефе или господин Чужевски или било како, сакам да разговараме на оваа тема, привидејќи како што покачев горе заради тоа и тоа и тоа и тоа. Тогаш може да се деси да седнеме на маса, да ги ставиме картите, како што се вика, и да процениме дали тие негови аргументи држат или има аргументи кои што јас ги имам во однос за него и може да бидат тоа контрааргументи за вакво речего за недавање на зголемување на плата. Сега
Подготовката. Не се рекло за џабе дека подготовката е половина успех. Јас би додал дека добрата подготовка е главниот фактор на вработениот да остави позитивен впечаток без разлика на исходот на разговорот. Не само денес, туку и од секогаш кога нешто посакувате и сака да добиете, ви се потребни добри и пред се издржливи аргументи. Затоа, пред да влезете во канцеларијата, преслушајте се самите себе си, дали вашите аргументи се подкрепени со факти и поставите си го прашањето без да бидете субјективни, предвидејќи кога ние сами за нас одлучуваме, секогаш ние сме субјективни, ние сме најдобрите, најубавите, најефективните, најпродуктивните, се нај. Но тоа е од наша гледна точка. Сега, ставете се седнете вие во фотејата. И замислите си, вие сте во фотејата и виде вашата личност и сакате сега, и дали тоа, вие како шеф, со вашето размислување ќе го дозволите, без да бидете субјективни. Прибидејќи како шеф, немате само еден вработен. Значи, имате вработени кои што може би имаат поголема квалификација, може би имаат подолго искуство. Значи, сето тоа треба да го гледате во еден поширок аспект како шеф, за да не дојдете во позиција или во ситуација секој да може да бара колку што сака, да, дозволено е тоа, меѓутоа, само доколку аргументите и фактите држат. Затоа многумина кои не имаат оваа луга, претпоставуваат дека е едноставно и дека се не ми даде вој, не ме сака, не ме мрази, ова она. Значи, тие работи. Верувајте, да, постојат и такви работи, меѓутоа, многумина или голем дел од шефовите размислуваат сосем поинаку. Не? Затоа потребно е да имате добри аргументи. Значи, што сте постигнале? Па сабише раиште. Приход на вашиот оддел. Намалена загуба. Сте имплементирале нешто. Поголема продуктивност. Тоа е аргумент кој што шефот не може да го негира кога ќе отидете на разговор за плата. Како заштедиле време или пари компанијата во која работите. Не? Значи, сте вовеле нова метода со која што фирмата заштедила време и ресурси. Сте го реорганизирале одделот и сте добиле поголема ефикасност. Сте имплементирале нов систем. Сето тоа служило за подобрување на работниот процес. Имате зголемување на клиенти, доколку работите со клиенти. Значи, тие се, речам, емпириски работи кои што можете да ги приложите. Слушај, јас почнав да речам со 50 клиенти, пола година после веќе имам 500 клиенти. Значи, тоа е зголемување ефициентно. И тоа можете на шефот да му го кажете со фактички му ставите под носот. Значи, слушај, види го мојов клиентел колку постигнав за овој временски период. И тоа се факти кои што не може никој да ве ги побие. Исто така, кога се подготвувате или кога ќе влезете на веќе на тој разговор или кога ќе се припремувате, треба да знаете вашата цена. Или поточно колку вредите на пазарот. Или на германски was ist mein Preis auf dem Arbeitsmarkt. Пожелно е секој да ја знае таа цена. Може би звучи малце нечовечки, но секој има своја цена на пазарот на работна рака. И пожелно би било секој да се знае таа етикета, да речем, или тој прайс или таа цена. Доколку не сте упатели и не знаете колку е, да речем, колку е платата, нормална просечна плата или колку дали сте во, да речем, во просекот или сте над просекот, постојат портали во Германија каде што можете да испитате за вашата бранжа во која што сте, например, ако сте инженер, постојат инженери, машински, електро, со толку години искуство, со години, и се знае точно колку е просечната плата во Германија. И према вашата плата, точно ќе знаете
каде сте и секако колку можете или колку ви е пуфарот или луфтата да барате нагоре, доколку сте под, да речем, просекот. Или сакате да заработувате повеќе. Значи, постојат и портали како што се Gehalt.de или Kununu, Stepstone, Indent. Тоа се портали каде што можете да ги процените или да се информирате за вашата цена врз основа на вашето познавање. Значи, таму стои дипломиран инженер, толку години работно искуство, толку просечна плата. И точно се знаете, окей, сум просекот, окей, нема да биде многу. Ама ако сте под просекот, тогаш можете реално да барате, бидејќи тие бројки се отворени и се достапни за сите. Покрај овие подготовки што ги спомнав и целото ова што би требало да си го поставите или да си го одговорите самите себе си, треба да бидете ментално стабилни, ментално подготвени. А тоа значи, покрај тоа, ако ја знаете цената, треба да знаете и колку сакате или колку сакате да биде вашата плата. Was wollen Sie verdienen? Конкретна бројка. Или која ви е минималната сума со која би биле задоволни. И што, значи, целото тоа ментално, и што ако ви кажат не, посебно ова последно, значи, она не е битно и треба да бидете подготвени на ова. Затоа што ако не сте подготвени, може да бидете изненадени и да бидете налутени. Ама, едно, не треба никогаш да го зимате тоа како лично и персонално. Затоа што секогаш за едно не постои објективна причина. Во оваа ситуација не треба вашиот шеф или шефица да го гледате како противник, на кого што сакате да му ги зграбчите парите, туку како партнер со кого би сакале долготрајно да остварите заеднички планови и цели. Сега се подготвивте, сите работи ги разгледавте, аргументите, фактите се кај вас и тогаш најдобро е да си побарате термин кај вашиот претпоставен, затоа што, како што реков, овие разговори нити се водат во ходник, нити се водат во кантина, посебно не во пред други луѓе, бидејќи разговорот за платата не треба да го интересира нити пријателот, нити колегата, нити партнерот, нити ово, значи тоа е индивидуално ваш како вработен и на вашиот шеф и работодавецот. Затоа треба да бидете, си побарате терминче, да служи ваква вода, темата, таа може да кажете отворено. Сакам да разговарам за покачување на платата, за да може и вашиот шеф да биде подготвен на оваа тема, значи да собере информации, да види што како, кои сте, што сте. Во глобала сите се знаат во фирмата, меѓутоа сепак кога веќе имаат конкретно или кога некој мене ќе ми дојде, јас конкретно се припремам. Значи си вадам ова, она, колку, што правил, каква позиција, што постигнал, што не постигнал, позитивно, негативно, па може да побарам и мислење од, да речем, од неговиот директен претпоставен, и тогаш го носам тоа, да речем, решение дали ќе добие нешто или ќе бараме некој друг компромис со некакви други алтернативи. Но за тоа малце покасно. При разговорот најчесто треба да бидете смирени, сигурни во себе, да бидете учтиви и посебно водете се под мотото тонот ја прави музиката. Секако дека на почетокот ќе најавите темата. Темата не треба да биде директно шефе, сакам повише пари. Тоа може малце поинаку да го спакувате, да речем. Може да се видите, би сакал денеска да разговарам за мојот развој во фирмата и за можностите на прилагодување на мојата плата адекватно на резултатите кои ги постигнав во последните 9 месеци. Или почетокот тоа и после може да прочитате или после остварувањето на мојата магистарска работа со која ефициентноста во мојот оддел јас големив за 10%. Значи веќе имате некои допирни точки или некои емпириски бројки кои што веќе му ги покажувате на вашиот работодавец дека нешто сте постигнале и како против услуга на тоа сакате
да ви се покачи платата. Едноставно од небото сакам да ми се покачи платата. Окей, ама зошто оти и како? Ја, alles gut. Ама така плата не се пазари, да речем, или не се договара платата. Треба да бидете јасни и конкретни во вашите барања и ставови. Бидете отворени и спремени на компромис. Во оваа ситуација или во овие разговори не е пожелно да аргументирате: шефе, знаеш, се поскапе, ја бензинот, брашното, месото. И ми требаат повеќе пари, струјата, водата. Да, тоа е точно. Но не е силен аргумент за работодавецот. Или следниот аргумент: колегата зема толку, ја волку. Ако дојдете со тој аргумент, ми вашиот претпоставен, например, јас сите знам колку зимаат плати во фирмата. Не треба да ми каже некој друг колку зима неговиот колега што седи у собата со него или тој што работи со него у маркетот или на касата. Точно знам колку зимаат и кој како и што и код. Че не ми е потребна таа информација од вработениот дека некој повеќе зимал од него. Да, може би зимал повеќе, но може би повеќе придонесува. Или на крајот да почнете да предите: ако не ми ја дадете платата, ќе си заминам. И ќе се навалам у фотељата, ќе го погледнам и ќе му речем: окей, alles gut. Треба да верувате дека и треба да знаете дека во работата секој е менлив, секој е заменлив. Доколку некој мисли дека ако замине он од фирмата ќе пропадне, се лаже. Апсолутно се лаже. Верувајте, секој е заменлив. Може би во почетокот има некои перипети, нешто ова ќе шкрипи ваму таму. Но со текот на времето, верувајте, ќе се најде некој друг кој ќе преземе таа улога која што, да речем, дотичниот мислел дека е незаменлив. Верувајте ми. Затоа што секој е менлив. И работодавецот тоа не го интересира. Значи, со репресии и со ова немате шанси да успеете. Значи, фокусирајте се на она што сте успеале, на конкретни резултати, на бројки кои што ги оствариле, на нешто што сте се едуцирале, што може да придонесе за фирмата. И тогаш, на таа база, може да имате успех. Сега, може би нема да го добиете максимум што сте го очекувале, меѓутоа, може би ќе ви остават отворена врата или вратничето може нема да ви го затворат за, може би за 3, 4, 5 месеци повторно да седнете на истата маса и да зборувате за истата тема. Сега, што ако не успеете? Понекогаш може би да добиете одговор со кој нема да бидете задоволен. Од типот дека, знаете, немаме буџет моментално, криза е, не е розово, немаме доволно побарувања, знаете, сега е малце критично, меѓутоа, доколку се подобри или кога ќе се подобри ситуацијата, познавајќи го вашиот ангажман или познавајќи вашата продуктивност, можеме да зборуваме. Значи, тогаш веќе работодавецот го проценил тоа дека вие степак сте заслужиле да добиете плата, меѓутоа, може би и стварно ситуацијата во фирмата не е розова. Затоа понекогаш може би е подобро да причекате, да се стрпите, да дадете шанса на работодавецот или фирмата да се стабилизира и потоа верувајте, добрите работодавци и добрите фирми тоа не го забраваат. Или, доколку добиете негативен одговор, можете топката да ми ја префрлите на работодавецот. Едноставно да прашате што треба да постигнам за да може овој разговор повторно да го водиме за 3 месеци. Значи, да побарате да ви кажат: слушај, доколку ти во следните 3 месеци го накачиш, да речам, клиентите ги накачиш од 100 на 200,
еве, бујрум ќе правиме уловет. Или доколку ја намалите загубата во следните половина година од, да речем, од 15 на 8,5%. Тогаш може да правиме уловет. Значи, не ви ја затварат вратата и имате, веќе знаете на што да работите и доколку тоа го остварите, па макар и половина од тоа да го остварите, имате право да речете, окей, може би ја не успеав 10% да накачам клиентелата, ама успеав да накачам 8%. Окей, 8%, па дај да правиме, наместо 10% да барате покачување, барате речете, окей, сега 8% ќе барам. Ќе бидам задоволен со 8%. 8% добив, 8% дајте ми. Значи, реално имате аргумент со кој што може да се повикате и, да речем, за тој временски период, што и го понудиле, повторно да разговарате за покачувањето на платата. Значи, сума сумарум, побарете конкретни, мерливи цели и запишете си. Сега, ако стварно приметите дека интересот од страна на работодавецот не се совпаѓа со вашите предпоставки, има и тоа. Значи, не викам јас дека секој работодавец е желен на секого да му покачи секогаш платата. А вие мислите дека треба да имате повеќе плата, дека вас ви е потребна таа плата. Тогаш треба долгорочно да мислите и треба да знаете да размислувате дека мојата поговорка е и други мајки во заграда фирми имаат добри, па може би подобри ќерки и синови во заграда услови. Че тогаш треба дефинитивно да размислувате за промена на работодавецот и на промена на вашата работа. Драги мои, како што слушнавте, зголемувањето на платата не доаѓа само од себе. Затоа се потребни добри подготовки, понекогаш треба да шпекулирате, а и да блефувате. Но, со добра подготовка, самодоверба и правилен пристап, шансите се на ваша страна. Ако ви се допадне епизодата, абонирајте го на нашиот канал на Podbean, YouTube, Spotify, спогоделете кај колеги преку LinkedIn, во другите портали, дебатирајте. Јас сум отворен за такви дебати, посебно од овие теми. Оставете коментар, тука сум, ќе одговорам. И Марина ќе одговори, ако не е и она е у таа тема добро поврзана. И затоа и дотогаш и понатаму ќе пожелуваме среќно и успешно на следните разговори за плата. На крајот од оваа јубилејна 50-та епизода, со големо задоволство би сакал да го најавам хуманитарниот фестивал на ден 8.6.2025 со почеток во 16 часот во организација на црковниот општина Свети Никола од Мајнц и Legacy Event Marketing, нашите драги Филип Зиков и Сашо Зиков, кои ще погрижија на овој ден да има еден супер настан, на кој што ќе настапат Културно-уметничкото друштво Свети Никола од Мајнц, Културно-уметничкото друштво Шара од Тетово, Василија Петрова, Сања Зделар, групата Милениум, Цино и Атанас, да подсетам на 30 денес се во Регенсбург, мислам дека и Марина би требала да биде таму, поточиња и секако со голема чест како специјална гостинка нашата драга Каролина Гочева. Билетите може да ги набавите на влезот на Октоберфест хале во Мајнц, Генфа алеја, 55.129 Мајнц. Цената на билетите за деца до 12 години е бесплатна, значи влезот е слободен за деца од 12 години. За деца од 12 до 18 години влезот е 10 евра, за возрастни влезот е 20 евра и, што посебно би сакал да го напоменам и да го
поддржам е тоа дека целиот приход од овој фестивал ќе биде дониран на настраданите од Кочани во организација на Супорт Кочани. Сега, за крај на крајот, ние не практикуваме да ги најавуваме следните епизоди, кои што следат, бидејќи сакаме епизодите да бидат мало изненадување. Но, следната епизода ќе биде посебна. И од таа причина, и со големо задоволство, и со голема чест, ќе направиме исклучок и ќе ги најавиме гостите во наредната наша емисија на подкастот Петочно во Германија со Марина и Панче. Гости ќе ни бидат членовите на Супорт Кочани. Епизодата верувам дека ќе биде посебна. Епизодата вреди да се слушне, епизодата вреди да се сподели и секако затоа што дечките од Супорт Кочани најмалку што заслужуваате да ги слушаме за тоа со какви предизвици и потреби се соочуваат после катастрофата која што се случи во дискотеката Пулсе во Кочани. Дотогаш, останете ми во добро здравје, ве поздравувам јас и секако од името на Марина и се слушаме во Петочно во Германија со Марини и Панче. И тоа е тоа. Чус!